Денеска ќе зборувам за тоа дека имате два типа на луѓе. Едните се егоцентрици, едните се посветени на сами себе, другите се пак премногу раздадени на сите други луѓе и некојаш знаат да се заборават себе си. Така да вистината е веројатно некаде во помеѓу. Сега гледате, одговорноста за околината доаѓа од свесноста која што човекот ја има. Но што сме зборели од претходно дека различни типови на трауми ја намалуваат свесноста на едно битие. И кога таа свесност е намалена, човекот не може да биде перцептивен за околината, не може да ја уважи околината, не ја ни гледа околината. Многу често имате и луѓе кои што воопшто не можат да се стават во чевлите на другите луѓе. Ајде така да кажеме, нивните сензации за околината се намалени, поради тоа што секој траума, секој болки кој што човекот ги има, животот ги носи тие трауми и болки, му намалуваат свесноста за околината, и на тој начин човекот е многу помалку свесен за таа околина и затоа не ја перцепира и затоа имате луѓе кои што некојаш ќе ви сгрешат или ќе ви направат работи кои што не се најсјајни, кои што не се најдобри и се чудите зошто воопшто го направиле тоа, зашто не мислеле како вие би се чувствувале, зашто вие едноставно не би го сториле можеби тој гест или тој акт кој што другата личност го сторила. Но тоа е поради тоа што таа нема перцепција за вас, можеби затоа што нема перцепција за вас или можеби сакала намерно нешто да направи и така натаму, не е важно која е причината, но имате луѓе кои што се многу перцептивни за околината и кои што се обично сакаат на околината да не изгрешат и сакаат да не се деси ништо негативно на луѓето околу нив и ќе земат многу гестови акции за да не се деси таа негативност. Имате други луѓе кои што немаат таа одговорност за околината која што можеби вие ја очекувате другите луѓе да ја имаат. Но и тие луѓе кои што немаат таа перцепција за околината е поради тоа што имаат даден тип на ситуации во нивниот живот, даден тип на болки, даден тип на трауми и на тој начин таа перцепција за околината се губи, затоа што ако сте виделе дури и како животот одминува кај луѓето, перцепцијата за околината се намалува, се стеснува перцепцијата на таа околина. И може би имате и луѓе кои што се многу перцептивни, многу горди на себе и кога на нив нешто ќе им се направи, многу реагираат бурно и реагираат на можеби по избувлив начин или негодуваат, ама не го гледаат тоа кога они го прават на другите луѓе кои што се околу нив. И имате други луѓе пак кои што се у една друга екстрема, кои што се гледаат за околината, а се запоставуваат себе си. Гледате и тоа што се запоставуваат себе си може да потекне исто така од трауми кои што човекот ги има од минатото, но па е убаво дека се перцептивни и ја восприемаат околината и не сакаат негативности да се случат во околината, но не треба па тие луѓе да живеат во страв, да не сгрешат на околината нешто што ќе кажат, како ќе кажат и тогаш нема да имаат слободна комуникација, нема да имаат слободен живот и така натаму. Но секако треба да тренеме со став дека на околината не сакаме да изгрешиме, секако, но имате луѓе кои што пак ќе кажам одат во таа екстрема се за околината, а ништо за себе и тука исто така луѓето треба да се коригираат поради тоа што треба да се стават и себе си во таа грижа која што имаат на околината. Овие другите треба околината да ја стават во сразмерност на колку се почитуваат себе си. Значи имате тие кои што се егоисти, кои што си мислат за себе, не мислат за околината, треба да ја зголемат вредноста на околината, но многу често им е тешко. И луѓето кои што се обратната категорија, каде што се околината е подобро од нив и секој направат за околината, а не за себе, треба да се зголемат сопствената вредност, за да можат да и тие бидат ставени во равенката на животот и постоењето, да исто така се наградат и себе си и да се стават себе си, да се уважат себе си во животот и во постоењето. Сега, ова го читам поради тоа што честопати луѓето ќе ме кажат како да реагираат кога некој ќе им сгреши. Гледате, не реагирајте на начин на кој што другиот човек ви сгрешил, поради тоа што кога ќе почнеш да соодветствуваш на реакцијата кој што тоа се игрите фактички на луѓето кои што не се одговорни. Кога имаш луѓе кои што не се најсоодветно одговорни, они ќе спровоцираат реакција кај тебе која што ако се сведеш на тоа ниво да одговориш како што они ти направиле, тогаш не стануваш подобар од тоа што се они.
Поради тоа што мора да разбереме дека тие луѓе кои што го прават нештото не го прават секогаш 100% свесно. Има луѓе кои што 100% свесно прават работи, но тие не се многумина, тие се даден тип на енергетски вампири и често пати не станува збор за тоа. Но станува збор за некои луѓе кои што полусвесно ги прават работите. Не дека треба да им ги оправдаме негативните акции, воопшто, затоа што секој човек треба да има етика и морал да не прави нешто кое што е негативно. Но често пати тие луѓе кои што прават негативни акции не се 100% свесни дека прават негативни акции, поради тоа што се секогаш они уверени во нивната исправност и во погрешноста на околината, но не е така. Сега, кога сте во околина на таков човек кој што можеби не ве восприема ваш или не има убава комуникација кон вас или не прави добри гестови кон вас, тогаш немојте да влезете во ситуација каде што ќе му вратите поради тоа што ќе станете човек кој што не сте вие. Вие мора да го живеете животот со вашите принципи, со вашите правила, со вашата етика и со вашите начала, за да останете среќен и да останете добар и да останете во тој идентитет и дух кој што сте вие. Затоа што кажуваше еден мој пријател, мојот тренер за личен развој, ми велеше, мувата се вплеткува во појажината само кога ќе почне да прета. И гледате колку интересно, кога мувата ќе се вплетка или ќе дојде во појажината и ќе почне да прета, тогаш се обмотува појажината околу неја и мувата умира. Но ако мувата дојде во некоја појажина и препознае дека е појажина и дека е замка, треба да крене едно ноќе, второ ноќе, трето ноќе, четврто ноќе и да одлета и на тој начин нема да биде уловена во нечестните игри кои што околината ги прави врз вас. Така да бидете внимателни да не влезете во појажината, бидете внимателни да не влезете во калта, поради тоа што едноставно ќе се раскалите секогаш и нема да се чувствувате убаво. Има еден многу убав текст кој што сакам да го прочитам од филозофот Хабарт, се вика што е големина. И вика најтешката задача, ова е еден од најубавите текстови кои што сум ги прочитал. Ќе ви прочитам делови од него. Често пати сум го читал ова, но ете денеска ми дојде порив да го прочитам овој текст. Најтешката задача која што човек има е да продолжи да ги сака своите блиски или своите пријатели наспроти сите причини зашто не треба. И вистинскиот знак за здраворазумност и големина е да се продолжи. Текстот се вика што е големина, се мисли големина како човек. И вика вистинскиот знак за здраворазумност и големина е да се продолжи. За оној кој што може да го постигне ова, постои изобилство од надеж. За оној кој што не може, постои само тага, омраза и очај. А овие не се нештата од кои што се сочинети големината или здраворазумноста или среќата. Примарната стапица е да се подлегне на поканите да се мрази. Вика, вистински голем човек едноставно одбива да се промени кога врз него ќе се направат лоши акции. И вистински големиот човек ги сака своите блиски и своите пријатели поради тоа што ги разбира нив. Гледате, разберете ги поради тоа што ни еден човек кој што е исчистен од трауми, кој што е свесен, нема да го направи тоа. И они се во даден тип на замка, и они се подлегнати на притисоците на околината. И едноставно притисоците на околината и притисоците на нештата околу нив ги прави некојаш да се однесуваат така. За жал, може би вие сте колатерална штета во тој процес, но вистинската слобода доаѓа од разбирање на постапките на некои луѓе. Пак ќе кажам, не викам дека треба да се оправдаат тие постапки, но нас ќе ни биде полесно доколку разбереме дека тој човек едноставно можеби не го погалил животот, едноставно не бил во најдобра ситуација, можеби во тој момент, може од претходно. И не дека го оправдуваме, него го разбираме, поради тоа што кога ќе ги разбереме луѓето, тогаш доаѓаме во контакти со доброто кој што тие ги имаат. Ако цело време ги осудуваме луѓето кои што ќе ни изгрешат, тогаш дали сме подобри од нив? Не. Сега, вика, продолжувам вака. Вика, вистинската лекција е да се продолжи да се сака. Вистинската лекција се продолжи да се сака. Оној кој што сака да оди неповреден низ неговите денови, мора да го направи, да го научи ова. Никогаш не го користи она што ти е направено како основа за омраза. Никогаш не посакува одмазда. Потребна е вистинска големина да се сака човекот и да се сака наспроти сите покани да се направи спротивното, сите провокации и сите причини зашто човек не треба.
Среќата и јачината обстојуваат само во отсуство на омраза. Само да се мрази е патот до катастрофа, да се сака е патот до јачина. Да се сака наспротив се е тајната на големината. И можеби ова е и најголемата тајна во овој универзум. Вау, мислам дека е многу јака порака. Има уште еден текст кој што се сакам да го прочитам, исто од филозофот Хабард, малку во сличен контекст, вика: луѓето се толку активни, толку среќни, толку многу енергични и способни, колку што самите си го потврдиле сопственото верување во својата добрина. И тие се едноставно толку лошо, колку што застраниле или се откажале од тоа. Пак ја опречнам, луѓето се толку активни, толку среќни, толку многу енергични и способни, колку што самите си го потврдиле сопственото верување во сопствената добрина. И тие се едноставно толку лошо, колку што застраниле или се откажале од тоа. Гледайте, интересно е, ако ние продолжиме да веруваме во нашата добрина, ако ние продолжиме да веруваме во тоа што сме ние и го разубавуваме светот, гледайте, многу е убаво да видиш убавина околу тебе. Високо на тонската скала се наоѓа естетика, зборот естетика значи убавина. Многу убаво да видиш убавина околу тебе, поради тоа што убавината те прави да се чувствуваш убаво. Но уште е поубаво да видиш убавина за која што ти си допринел да биде убава. Допринесете луѓето околу вас да бидат уште поубави. Допринесете луѓето околу вас уште бидат уште посрекни. Во цитат од истиот филозоф Хабард вели: љубов е интензитет на среќа упатен во дадена насока. Кај сте, пријатели, интензитет на среќа во дадена насока? Кога праќаме интензитет на среќа во нашата околина, им праќаме љубов, ги правиме да се подобри. И кога ќе видиш дека светот околу тебе е подобар поради тебе, се чувствуваш горд на тоа што си допринесол за правење на поубав свет. Ви посакувам да имате убав свет околу вас, ви посакувам вие да го направите тој свет подобар. Ја имам една мисла: ако ја разубавиш околината, ќе си ја разубавиш душата. Гледайте да ја разубавите душата, немојте да ја разубавите околината, немојте да ја направите околината полоша, поради тоа што вие ќе се чувствувате полошо. Секој човек кој што ќе ја направи околината да е подобра, он се чувства поубаво. Секој човек кој што ќе ја направи околината се чувства подобра и поубава, он се чувства поубаво. Ние сме онолку убави колку што правиме и околината околу нас да е убава. Гледате, ние сме поврзани со околината. И кога околината е поубава поради нас, ние знаеме дека имаме добра и убава душа. Имајте убава вечер, имајте убав викенд, се гледаме повторно понеделник. Чао!